Цветници, тие што сте живееле во 90-тиве, онака свесно, несвесно, ќе се седите дека имаше фестивал Цветници. И мисля дека Цветници фестивалот се работи за некои цвеќиња, за нешто за тоа се работи, остави испаднало дека на тој ден на Цветници се одржува фестивалот. Фестивалот е крстен по Цветници, празникот на кој се сеќаваме на славното влегување на Исус во Ерусалим. Цветници е денот кога Ерусалим го пречека својот долго очекуван цар. Вчера на поедок со семејството зборувавме токму за Цветници. И пошто е познат тој празник? Тоа на што се сетија нашите деца беше дека Цветници е познат по палмините гранчиња, по магарето, има и магаре во приказната. И извикот со кој Ерусалим го пречека Исус. Тоа е извикот Осана. За денес ќе прочитам токму таа приказна, која се случува во недела, точно 7 дена пред Исус да воскресне. Замислете помеѓу Цветници и воскресението Христово што се случува. Исус има набиен распоред тука, не може ни 5 минути да сврти од тоа што му е на агендата, тоест голем дел од агендата му е наметната, нели? Но помеѓу Цветници и воскресението, помеѓу Цветници и Великден, што се случува? Го имаме настанот со очистувањето на храмот. Тоа е, како да кажем, тоа е еден од многу важните настани во мисијата на Исус Христос. Тоа има многу повеќе од некако символично значење, ајде да го исчистиме храмот затоа што никој не го исчистил некое време, нели? И у храмот имале диаконија служба во која го чистиле храмот. Се работи за нешто друго. Исус го чисти храмот од она што храмот никогаш не бил замислен да биде. Исус го чисти храмот. Ги имаме последните поуки на Исус во храмот. Го имаме Исусовото последно соочување со фарисеите. И онака евангелистот Матеј ги подредил како групи. Со фарисеите, со садукеите, со книжниците. Секое соочување кое Исус ги има и на секое Матеј како следбеник Христов покажува на кој начин Исус е над секое поочување кое било во тој момент. Фарисеите доаѓаат со најтешките прашања кои тие ги имаат. Садукеите исто така. Книжниците исто така. Исус сите ги става во кјош. И Матеј заклучува во своето евангелие и никој од тој момент не се ни осуди да го праша ниту едно друго прашање. Тоа е тоа. Исус им ја затвори устата на сите. Што се случувало во тие неколку дена? Исто така, го имаме поучувањето Христово за апостолите. Имаме последната вечера која Исус има со апостолите и во која, да кажеме, Јован многу детално опишува што се случува. Јован во својата евангелија од 13 глава до 19 глава. Тоа е една вечер која Јован ја опишува во толку многу глави. Скоро третина, можеби повеќе од третина од своето евангелие, Јован го посветил на една вечер која Исус ја поминал со своите ученици. Исус таму ги поучува многу. Го имаме миењето на нозете. Имаме пасхалната вечера. Го имаме апсењето, распнувањето и погребението. Мислам дека 80-90% од тоа што ние го знаеме за Исус се случува од сега до другата недела. Во една недела. Тоа отприлика 80 до 90% за се што знаеме ние за Исус. Онака тие популарни некои приказни што ние ги знаеме за Исус. Го имаме распнувањето и го имаме погребението. После овој настан, Исус има многу што кое треба да го помине и тој седејќи на тоа магаре, слушајќи ги сите извици, тој добро знае што се треба да помине. Денес ќе погледнеме две паралелни приказни. Две приказни за два цара, чие владение носи многу различни резултати. И двата цара се современици и добро познати за сите нас. Ќе видите за што станува збор. Први да го прочитаме текстот кој ни е за денес, се наоѓа во Евангелието според Лука, 19 глава, 28 до 40 стих. Јас ќе вам замолам да станете да го прочитаме овој текст. Значи, Евангелие според Лука 19, 28 до 40. Вели вака. Кога го рече тоа,
Тој тргна понатаму, искачувајќи се кон Ерусалим. И кога се приближи до Витфагија и Витимија, до така наречената Маслинова гора, испрати два ученика велејќи: одете во селото од спротива. Штом ќе влезете во него, ќе најдете едно врзано магаре кој ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако ве праша некој зошто го одврзувате, кажете му вака: тоа му е потребно на Господ. Кога отидоа, испратените најдоа како што им беше рекол. И кога го одврзуваа магарето, стопаните им рекоа: зошто го одврзувате магарето? Ти одговорија: потребно му е на Господ. И го доведоа кај Исус, па штом ги нафрлија облеките своји на магарето, му помогнаа на Исус да се качи. Додека минуваше тој, ги постилаа своите наметки по патот. А кога наближи до местото од каде што слегуваа од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почнаа радосно да го прославува Бога со висок глас за сите чуда што ги видоа, велејќи: благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава во висините. А некои фарисеи од народот му рекоа: учителе, забрани им на учениците твои. Но тој му одговори и рече: ве велам, ако тие замокнат, камењата ќе повикаат. Амин. Можете да седнете. Во Ерусалим се случува нешто што се нема случено повеќе од 100 години. Не само децата во тој момент, туку и постарите луѓе само слушале за настан кој сега пред нивни очи се повторува. Ерусалим излегува да го пречека својот цар. Историски описот како е пречекан Исус во Ерусалим соодветствува како народот во античкиот свет го дочекува својот император, или владател или цар, што и да имале, после некоја голема победа. Ако сте го гледале, или не ако сте го гледале, тоа го нема во филмот, ама ако сте го читале Господарот на прстените, онака како што Арагорн влегува во градот, во белиот град, првин тој има цела поворка, има цела манифестација која се случува надвор од градот. Трае со недели, го пречекува својот долго очекуван цар. Народот излегува од градот, го пречекува царот таму и заедно влегуваат во тој град. Народот излегува надвор од градот и припрема славие, кој го велича царот и му искажува добре дојде дома и го потврдува неговото владење и нивната поданост на тој цар. Иако можеме да гледаме во многу антички пракси како нешто страно за нас, затоа што ние тоа са не го правиме, кога ќе дојде председателот или премиерот, ние одиме надвор, нели во Илин, таму и сега да го очекуваме на автопатот да дојде, тоа не го правиме, фала му на Господ за тоа. Но тоа со кое што можеме ние да се поистоветиме е тоа што најмногу мене ми соодветствува и ми текнува е кога Вардар ја освои шампионската титула. Ви текнува ли? Ја бев на плоштад, за вас не знам. Вардар ја освоила шампионската титула и како народ или како држава ни требаше некаква победа да имаме, пошто имаме многу порази реално. Кога Вардар ја освои таа шампионска титула, на плоштадот имаше, па не знам кога последен пат сум видел толку народ. Да славиме, да ги пречекаме нашите победници. И тоа е некој сличен настан се случува кога царот се враќа и како народ го пречекува. Прилика тоа се случува во овој момент. Во оваа сцена можеме да видиме дека нешто од ваков карактер се случува. Но тоа во Ерусалим се нема случено од времето на макавејците. Оние кои им донесоа некаква независност и слобода на израелците. И оние кои ја отпочнаа лозата на новите цареви, од кои доаѓа царот Ирод, кои не беа цареви од Давидовиот род, тие кои според лоза можеа да седат на тој престол, но беа цареви се вика по заслуга, цар по заслуга, заради слободата која донесоа на израелците. Сега во овој случај, не само што го пречекуваат како цар Исус, туку ја откриваат и неговата лоза. Во нивното славје, ти откриваат за кого станува збор. Добре дојден е оној кој доаѓа во името Господово, Давидовиот цар. Онаа лоза која единствено има Божи благослов и легитимитет да владее со Израел, царот од домот Давидов. Што се случува овде? Ова сцена, како што потврдува евангелистот Матеј, е исполнување на пророштвото дадено од Захарија 9 глава 9 стих. Тој им најавува голема радост на израелците и пишува да го препознаат моментот.
им дава пророштво, им кажа, според тоа пророштво, веќе го препознаете моментот, кога нивниот вистински цар ќе дојде да ги избави. Тој ќе јава на магаре, замислете пророштвото колку е прецизно. Ќе јава на магаре и тој ќе биде препознаен по неговата кротост и добрина. Обично кога ќе замислиме некој цар, пред некој ден видов еден пост, македонски беше, нема да кажам од кој, беше дека Исус е цар кој владее. И на сликата имаше еден, како да кажам, викторијански, не е викторијански, туку средовековен воин со шлем и меч на грбот. Некако кога ќе замислиме цар кој владее, замислуваме еден таков лик. Оклоп, меч со кој владее. А тука Захарија го представува царот многу, у никој случај нема да е на магаре, ќе биде на бел конј. Многу добар конј. Но тука Захарија го представува царот кој ќе владее вечно, дека ќе јава на магаре и тој ќе биде препознаен по неговата кротост и добрина. Цветници, триумфалниот влез во Ерусалим за израелците требаше да биде конечна потврда за долго очекуваниот цар. Неговиот пречек е спектакуларен и историски и важен историски од многу страни. Но нешто необично се случува на кој ќе се навртиме малку подоцна. Тој славен влез на Исус во Ерусалим има една интересна завршница на која ќе се вратиме на самиот крај од оваа порака. Во моментов кога Ерусалим го пречекува Исус како цар, цар кој доаѓа во името Господово, во Ерусалим владееше еден друг цар, кој се викаше Ирод Антипа. Ирод Антипа. Се слушале за името Ирод, така ли? Ирод се појавува на многу места. И ако не знаете за кој се работи, ќе мислите дека се работи за еден човек. Ирод, кога се роди Исус, Ирод кој го уби Јован Крстител, Ирод некаде во дела апостолски повторно се спомнува. Лозата на царот Ирод беше таа која владееше со Израел во текот на Исусовиот живот. Од денот на неговото раѓање, кога Ирод Велики, тоа е Ирод Велики кој владее во тој момент, се вознемири на веста на мудреците дека ја виделе звездата на новиот израелски цар, Ирод полуде. Па до сега, наследниците на Ирод се, искрено да кажам, параноични владетели, кои убиваат и браќа и сестри и синови, што и да треба, само за да останат на власт малку повеќе. Ирод Велики е веројатно најпознатиот и најважниот цар од таа лоза и тој е оној кој владел за време на Христовото раѓање. Ирод Антипа е еден од малкуте преживеани роднини на Ирод Велики. Ирод Велики има испоубиено све живо. Има малку преживеани на неговата лоза и еден од тие што преживеат бил Ирод Антипа, кој го наследува на престолот. И оној кој го убива Јован Крстител, оној кој го обезглавува Јован Крстител и кој го убил својот полубрат за да ја земе неговата жена Иродијада. Остари го убил неговиот брат за да ја земе неговата жена Иродијада, чиј брат, жената Иродијада, незиниот брат е Ирод Агрипа, тој третиот Ирод кој се појавува, кој на крај го предава Ирод Антипа и го завзема неговото место. Шпанска серија. Можда и бете. 3 генерации владетели во Израел кои се викаат Ирод, со слични приказни за убиства и предаста. И во време на таквите владетели Исус живее во Израел. И во време на такви параноични владетели Исус влегува во Ерусалим и е пречекан како цар. Што мислите, како царот реагира на тоа што некој друг во неговиот град е пречекан како цар? Што мислите? Како тој реагира? Кога веќе се плаши од неговите браќа и сестри и братучеди дека може да го наследат и ги убива, што мислите кога градот во кој тој треба да владее пречекува еден друг лик и за кој градот вика доаѓа нашиот цар од вистинската лоза, не од онаа по заслуга што е, ама таа што е наследна од Господ поставената лоза, доаѓа нашиот цар. Во демократско општество ние не можеме да го разбереме ова, но во контекстот на монархија може да има само еден цар и може да има повеќе. Доколку постои некој друг претендент за цар, тоа значи војна. Ирод Агрипа, оној за кој ќе зборувам денес, он е третиот кој се појавува во делата апостолски и кој владел за време на почетоците на црквата, според историјата има пораснато во Рим. Со некој од римските императори, тој бил близок пријател. Има политичко влијание во
во Римската империја. Многу близок бил со Калигула, бил со голем дел од тие императори бил личен пријател. Неговото патешествие за тоа да стане цар на Израел е проследено со многу дипломатија, предавства, убиства, се има. Се што му доликува на еден семен израелски цар. Неговото владење во времето на црквата кога се шири и можеме да видиме какво владење имал тој цар. Во дела 12 глава, 1 до 3 стих, можеме да видиме каков вредносен систем имал тој човек. Вели вака, во тоа време цар Ирод почна да прогонува некои од црквата за да им нанесе зло. Со меч го уби Јаков, братот на Јован. А кога виде дека тој им се допаѓа на јудејците, го фати и Петар. У стилот смртта на Јаков беше само еден пробен механизам да видиме што мене повише ќе ме задржи на престолот. Гледа дека тоа одговара, навиваат за него, ајде го фатам и Петар. И го фаќа Петар. Петар е во затвор и Ирод Агрипа прави планови да го убие Петар и тоа нормално сето тоа е јавно за да има повеќе спектакл, да има повеќе воодушевување од народот, од мнозинството. Но вечерта пред да биде убиен Петар, и тоа се наоѓа во 12 глава од Дела апостолски, ангел Господов го ослободува Петар. И додека ова се случува, Петар има чувство дека гледа некаква визија. Самиот Петар не е убеден дека тоа што му се случува е реалност. Тој мисли дека гледа или западнало некој сон, или гледа некаква визија, едноставно не е свесен дали тоа е вистина или не. Се додека не излегува од затворот и тврдината. И вели вака во 11 стих, 12 глава 11 стих. Тогаш Петар, откако дојде на себе, се рече: сега знам дека навистина Господ го пратил својот ангел да ме избави од рацете на Ирод и од се што очекуваше или на што се надеваше јудејскиот народ. Јудејската надеж и радоста на Ирод се темели на тоа да го уништи Христовото движење. На тоа се темели целата нивна надеж, целата среќа, сите очекувања. Ирод само на тоа се надева. Господ го избавува Петар во оваа ситуација. Ирод, без разлика за кој Ирод се работи, Ирод Велики, Ирод Антипа или Ирод Агрипа, е тип на цар кој Новиот Завет го открива како тип на владател, кој е опортунист, разуздан, некој кој се е смрт и некој кој не задоволува ниту еден критериум да биде на местото на царот на Израел, но ете тоа е таму. Почнувајќи од својата лоза, начинот на владење, апостасијата во која тој живее, алудираат на некој кој е грабнал таа позиција и се држи за неа со сета своја сила и ќе направи се што треба за да остане таму. Според тој прототип на цар кој можеме да го видиме во владењето на Ирод, несомнено евангелистите пишувале за владењето Христово како владење од друга категорија. Во неколку наврати Ирод и Исус се спомнети речиси визуелно како една дупла слика на екран. Знаете кога две паралелни, во некои филми така се случува, ви даваат поделен екран од две паралелни приказни кои се случуваат во исто време. И вие можете да видите што се случува паралелно. Од прилика евангелистите тоа се обидуваат во неколку наврати да го направат во текот на Евангелијата, па дури во делата апостолски. Има една дупла слика, дупли екран, слика во слика, каде што можеме да споредиме што значи владењето на Ирод, а што значи владењето Христово. Тоа се како две паралелни приказни кои нам се дадени за да видиме чие владење од Бога, а зошто евреите веќе имајќи цар во улога на Ирод, сепак требаше да го препознаат владењето на царот Исус. Знаете, отсекувањето на главата на Јован Крстител е еден од клучните моменти во Евангелијата. Јован, Новиот Завет не почнува со Исус, знаете. Тоа е многу важно. И Новиот Завет не почнува со Исус, почнува со Јован Крстител. Ете, толку бил важен Јован Крстител. Отсекувањето, животот на Јован Крстител, мисијата и животот на Јован Крстител, на неговата смрт се многу важни во Новиот Завет. И отсекувањето на главата на Јован Крстител е многу важен момент во Евангелието. Посебно таа приказна ја нагласува евангелистот Марко. И тој успева преку тој настан да ни даде една паралелна слика
помеѓу Ирод и Исус. Евангелистот Марко ни представува две забави, кои можеме да ги прочитаме таму, кои се случуваат во 6-та глава од неговото Евангелие. Една е забавата на Ирод по повод неговиот роден ден, друга е забавата на Исус на брегот на езерото, каде толпа од петели луѓе доаѓаат пред него. Забавата на Ирод почнува раскошно со присуството на сите велико достоинственици. Знаете, он ги покрил сите од тој регион и сите доаѓаат. Мора да дојдат. Значи, ако не дојдеш, е проблем. Може утре да не ти прати жито, затоа што не си го достоил. Сите доаѓаат. И посебен и почесен танц тој добива од керката на Иродијада, посветен токму само на него, на Ирод. Танцот е посветен на него, кој и Ирод е магерсан и ветува брда и долината, у буквално смисла на зборот, ветува брда и долини, за вика ќе ти дадам се што ќе посакаш, дури до половина на моето царство. Толку бил задоволен, толку била јака забавата на која Ирод присуствува. Забавата на Исус почнува тогаш кога апостолите се враќаат од мисија, изморени, гладни, ненаспани, се повлекуваат од народот на другата страна од езерото, без чамче со мотор, со веслање, само да ви кажам, одат на другата страна од езерото, за да се одморат. Тоа е целта. Исус вика, ајде да одиме на другата страна, за да се одмориме. При тоа, излигувајќи да ги пречека една гладна толпа од 5000 луѓе, над кои Исус се сожалува. Ирод ја почнува својата забава со изобилие и танц. Исус ја започнува својата забава со глад и истоштеност. Забавата на Ирод завршува со отсекувањето на главата на Јован Крстител и смрт. Забавата на Исус завршува со чудо на кое 5000 луѓе се нахранети со 5 леба и 2 риби, исцеление на многу болни и многу изобилие од тоа што останало од тие 5 леба и 2 риби. На некој начин повеќе генерацијското владење на Ирод може да се сочи во едно такво наследство. А таков ќе биде неговиот крај. Смрт, украдени животи, безнадежност. Отприлика таквото владење го носи таквиот резултат. Сето тоа ги насочувам моите мисли на тоа да размислам, ако размислам за некаква апликација, за некаква примена за мојот живот. Што тоа би значило за мене во овие два прототипа кои на нас ни се презентирани за владење? Го има владењето на Ирод и го има владењето на Христос. Сето тоа ме наведува да размислам како јас владеам со мојот живот. Како јас владеам, според кои принципи јас владеам во мојот живот и како го градам мојот живот. Реално далеко сме од вниманието на јавноста во нашиот приватен живот, онака како што вниманието било насочено кон Ирод и Исус, но верувам дека честопати сме соочени приватно и во тајност. Приватно и во тајност. Со слични интриги и предизвици кои ги имале и Исус и Ирод. Да носиме некои одлуки кои се многу важни за нашето владење во спекторот во кој ние сме повикани да владееме. Кога нашата позиција е под притисок, кога се појавува прилика за зграбчување на нешто во наша корист, кога имаме прилика да здобиеме нешто на грбот на некој наш близок, кога имаме прилика безпоштедно да трошиме на нас самите тогаш кога сметаме дека заслужуваме. Знаете, ќе си го дозволам. Сите реклами се за тоа. You deserve it. Како реагираме тогаш? Како владееме со нашиот живот и нашето поведение тогаш? Што тие ситуации откриваат за нас? Која природа се манифестира преку мене, која природа се манифестира преку тебе? Она на Ирод или она на Исус? Нема сече живот да биде напишан во книга како животот на Исус или животот на Ирод, но секој од нас владее со својот живот на некаков начин. И тоа мораме да го разбереме. Секој еден од нас владее со ресурсите кои му се доверени директно од Бог. Ако зборуваме за некаков примарен мандат кој човекот го има, примарниот мандат кој човекот го има од самото сознание до сега е владење. Владење врз она кој Господ го доверил на поверение на тебе. Како владееш? Тоа е многу важно прашање. Како владееш со она што Господ ти го има доверено на тебе?
Различното владење и управување со животот, кога има благосостојба, носи различни резултати во времето на криза. Знаете, текстот што го прочитавме за Ирод, како тој владел, вели вака: во тоа време цар Ирод почна да прогонува некои од црквата. Тој така почна да владе. Почна да ги прогонува, уби еден, виде дека тоа му се допаѓа на народ, фати уште еден. А за кое време станува збор? Кога евангелистот Лука го пишува тоа, вели во тоа време, за кое време станува збор? Одговорот го имаме неколку стихови пред таа глава, во 11 глава, 27 во 29 стих. Повторно во 27 стих пишува, во 11 глава пишува вака: а во тоа време слегоа од Ерусалим во Антиохија некои пророци. И еден од нив, по име Агав, стана и предскажа преку духот дека по целиот свет ќе настане голем глад, како што и се случи во времето на Цезар Клавдиј. Тогаш учениците решија да испратат секој според своите можности помош на браќата што живееа во Јудеја. За кој време станува збор? Станува време за време на немаштија. И во оваа ситуација, повторно евангелистот Лука во овој дел сака да ни прикаже уште една паралелна слика на тоа како владењето на земниот цар Ирод резултира, а какви плодови дава владењето на небесниот цар, оној вистинскиот владетел Исус. Посебно во време на криза можеме да видиме зашто најмногу се грижи царот. Тогаш кога имаше глад, Ирод со убиството на Јаков и затворањето на Петар се трудеше да го придобие популарниот глас од народот, додека владењето на Исус беше последено со пророчка објава за неволја и црквата во мисија да помогне таму каде што има најмногу потреба. Видите како евангелистот тука ни дава две слики. Почнува со тоа како црквата реагира во време на потреба. Како Исус реагира во време на неволја. Праќа пророштво и ја активира целата заедница да помогне каде што има таму најмногу потреба. А како Ирод реагира? Ирод, соочувајќи се со криза, со глад, знаете, многу царевите во историјата се има преврат на царевите тогаш кога има навистина немаштија. Кога веќе и војниците се гладни, едноставно веќе не му веруваат на воството на царот. На некој начин така почнува и француската револуција. Така почнуваат голем дел од тие револуции. Царот, за да го задуши тоа незадоволство, тој го убива Јаков, гледа дека тоа пали, го фаќа и Петар. Како царувањето на Ирод се манифестираше и како царувањето на Исус се манифестираше. Ирод, од тоа што можеме се да исчитаме за него, носи заробеништво, носи сиромаштија и носи смрт. Ова е сезона на глад во која владе Ирод. А Исус носи живот, изобилие и слобода. А што кога вниманието на сите ќе биде насочено кон нас? Што кога вниманието ќе биде насочено кон тие двајца владетели? Што се случува тогаш? Кога тие ќе бидат на спотлајт, како да кажам, во центарот на сите тие рефлектори, кога вниманието ќе биде насочено само кон нив. Тогаш кога сите рефлектори ќе бидат насочени кон нас, каде е твоето внимание кога вниманието на светот е усредоточено на тебе? Сакам ова прашање да размислиме и да го одговориме. Каде оди нашето внимание кога светот ќе го сврти вниманието врз нас? Кога светот ќе не пофали, кога светот ќе не пречека кога го довлегуваме во Ерусалим за време на цветници. Кога светот ќе каже: "Вау, види го Живко што направи." Каде оди нашето влијание? Повторно, тие два цара за кои сега зборувам, тие го доживеа својот момент на слава. Но нивното внимание одеше во диаметрално спротивни насоки од еден од друг. Да ги прочитаме тие два паралелни искази преку кои ќе видиме како тие два владетели одговориле на вниманието кој го добиле во тие моменти. Дела 12 глава 20 до 23 стих. Откако Ирод ја прогонуваше црквата, откако го уапси Петар, откако требаше да го убие Петар, но ангел Господов го спаси, па Ирод ги уби војниците што го чуваа Петар, има тога трагедии, па
имаше една покрајна која му се побуни на Ирод, па тој се налути многу, па тие видоа дека нема кај да бегаат и го повикуваат Ирод за да се смират затоа што им зависеше храната од него. И го имаме овој случај да видиме како Ирод реагира во овој момент. Вели вака: Ирод беше гневен на тирците и сидомците, но тие бидејќи нивните земји добиваат храна од неговото царство, се договорија и дојдоа кај него еднодушни и откако го придобија на своја страна царевиот собар власт, побараа мир. Во договорениот ден Ирод се облече во царска облека. Гледај го Ирод, тој моментот сега. Тој моментот за тој да придобие уште две покрајни во неговото владење. Тој моментот, нема друг момент. Се облекува во царска облека, седна на престолот и одржа говор пред народот. А народот, знаете што воскликнуваше? Народот воскликнуваше: ова е глас Божи, а не човечки. Овде Ирод беше во центарот на вниманието. Тој е царот во кој тие положија нивната надеж дека ќе ги нахрани. Тој е царот кој успеа да ги смири сите таму во неговото владење. Тој е царот кој одржа страшен говор за кој сите се восхитуваа, кој кажа: ова е глас Божи, а не човечки. Ова е глас од Господ. Ова е каква проповед одржа Ирод тогаш. Вау! Но ненадејно, вели, во истиот миг го порази ангел Господов, зашто не му воздаде слава на Бога и изеден од црви тој умре. Еве крајот на Ирод. Словото Божјо се повеќе растеше и се распространуваше. Толку ужасна сцена, со толку ужасен крај за човек кој ужасно владееше. Во тој момент Ирод не размислува за гладот кој владее во неговото царство. Не размислува за ужасната состојба на народот, и политичка, и духовна. Тој не размислува за ништо друго, освен за себе. Тоа што народот го нарекува овај глас Божи, а не човечки, тоа е потврда за она перцепција која тој има за себе и тој се храни уште повеќе со тоа. Тој е човек кој ужива во моментот, знаете. YOLO, you only live once. Тоа е тоа. Мораш да го уживаш секој момент и тој го ужива тој момент до даска. Воопшто не ни размислува за ништо друго. Сега е моментот, тој го зграбчува и го ужива. Тој го ужива тој момент со сласт. Седи на престолот, облечен со сијот свој, во сијот свој сјај. Неговиот крај е само видлив знак на тоа какво владење имал тој човек. Неговиот крај зборува само за некаква смрт. А да видиме која беше кулминацијата на Исус, кога тој беше пречекан, кога целото внимание беше насочено кон него. Кога сите рефлектори, кога сето воскликнување кажуваше: ова е Божиот владател, ова е царот на Израел кој е благословен и кој влегува во неговиот грај. Како Исус реагираше на сите тие восклици од народот, тогаш кога сите рефлектори беа насочени кон него? Го има Лукиното Евангелие 19 стих 41 и 42 стих вели вака: а кога се приближи и го виде градот, заплака за него и рече: кога би можел во овој твој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Ова е веројатно сцената во Новиот Завет со најнеочекуван пресврт после воскресението. Тоа е сцена со неверојатен набој. Го имаме Исус како влегува, славно влегува. Ги имаме сите тие вослици кои го пречекуваат како цар. Исус доаѓа пред Ерусалим и тој почнува да плаче. За мене тоа е неверојатна сцена. Барем неочекуван заклучок од она што јас би очекувал Исус да го направи. Очекував некоја славна проповед. Проповед поголема од она проповед на гората што е испроповедал. Очекував некој уште потриумфален влез во Ерусалим, каде што фарисеи, садукеи, сето тоа ќе лета низ прозор и каже: јас влегувам во храмот Божи, затоа што тој е мој храм, тој е место на моје пребивалиште. Исус стои пред градот и плаче.
затоа што тој размислува за народот. Јас замислувам како сцена во која таа сцена која ќе ја прочитам. Морам да размислувам како човек од 21 век со целата технологија која ни е достапна. Ја замислувам таа сцена како која во позадина има весела музика, весели звуци и восклици од радост кои ги слушаме. Но како забавена снимка го замислам Исус како може да види преку сите овие восклици и гледа во истата толпа, како после неколку дена ќе воскликнува со различни зборови. Ќе го воскликнува со зборовите "Распни го". Исус во тој момент не размислува за камшикувањето кое треба да го помине, иако знае дека тоа ќе го помине. Не размислува за предавството кое веќе се планира во мислите на Јуда. На Јуда не му текнало тоа преку ног. Јуда тоа веќе го планирал некое време. Исус за тоа знае. Тоест, Исус знаеше од самиот почеток дека Јуда ќе го предаде. Исус не размислуваше за седата која првосвештениците му ја спремаат. Исус не размислуваше за осаменоста која ќе доживее од учениците. Исус не размислуваше за крстот на кој тој ќе биде распнат. Исус не размислуваше за хулењето кое ќе биде во полна сила насочено кон него. Исус не размислуваше за него. Тој размислуваше за народот кој е изгубен и кој е во потреба. Тој плачеше за оние кои беа од другата страна. Тој размислуваше и плачеше за Ерусалим. Тој во овој момент, кога сето внимание беше насочено кон него, тој жали и тажи за изгубеноста на тој град, за паднатата состојба во која се наоѓа. Драги мои, ќе ви кажам искрено, не сме повикани на различна мисија, туку сме повикани на истата мисија во која Исус беше на оваа земја. Тој не повикува да го следиме. Тоа следбеништво подразбира да ја имитираме неговата природа, да ја реплицираме во нашиот живот, да растеме во таа сличност на него. Во многу аспекти кога тој ги праќа на мисија апостолите, тој го облекува како самиот себе си. Тој ги облекува како пастири и ги праќа како, што вика, како овци помеѓу волци ве праќа. Исус ги повикува своите апостоли да го следат во секој чекор од тоа патешествие. Не да владеат како Ирод, туку да владеат како самиот себе си. Да владеат како Исус што владееше и продолжува да владее преку својата црква. Тогаш кога и вниманието е насочено кон нас, дури тогаш кога сме во проблеми, да го имитираме во секој чекор од тоа патешествие. Нашиот ум, нашите мисли да бидат насочени кон оние кои се во потреба. Да бидат насочени кон градот во кој живееме, да бидат насочени кон оние кои се паднати. Да преку тоа славие ние видиме победата и потребата за тој народ во кој ние сме повикани да живееме и помеѓу кој ние сме повикани да служиме. Како владееме со нашиот живот, тогаш кога сите рефлектори се насочени кон нас? Може би не ни се допаѓаат рефлекторите, но знаете што? Потајно ни се допаѓаат. Кој ќе бидат некои луѓе задоволни од нас, кој ќе не пофалат, кој кажат фала ти многу, многу убаво кажа, многу убаво направи. Тоа се моменти на рефлектори кои се насочени кон нас. Како владееме? Кај се нашите мисли во тие моменти? Дали нашите мисли ќе бидат како Ирод, кој мисли да ги насочува кон себе си, да стварно беа сум многу добар уствари. Или преку село тоа славие, ние ќе видиме потребата на народ помеѓу кој ние сме испратени. И како Исус, ќе размислуваме за нив. Не за нас, не за нашето страдање, не за нашата болка, не за нашите победи, не за нашиот идентитет, не за нас, не за мене, туку ќе размислувам за нив. Затоа што така сме и испратени. Таков пример ни дава Христос. Кога така ќе се поставиме, во мисијата во која Господ Исус не повикува, верувајте се генерира една благодарност за која не сме свесни дека постои во нас. Се генерира една задоволност во ситуацијата во која се наоѓаме. И мир во ситуацијата во која се наоѓаме. Каква и да биде таа ситуација.
Има една на англиски многу убаво стои тоа за вистинската понизност. К.С. Луис кажува, вика, вистинската понизност не е да размислуваш less of yourself. Да. Вистинската понизност не се темели на тоа да размислуваш да размислуваш помалку за себе. Туку да размислуваш помалку за себе. Временски. Престани да размислуваш премногу за себе. Размислувај за луѓето кои се околу тебе. За заедницата во која Господ Исус те праќа. Таму ќе ги видиш потребите и преку сите тие ситуации ти ќе можеш да бидеш на помош и Господ ќе донесе спасение преку тебе. Резултатот од владењето во кој Исус нас не повикува и резултатот на црквата е токму она што го читаме во Дела апостолски. Кога се наоѓа потреба, кога доаѓа потреба, црквата е активна. Тоа е владењето Христово. И црквата вистински го рефлектира тоа, кога го следи на вистински начин, онака како што Исус размислуваше. Да се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што го прати Твојот единствен Син да живее помеѓу нас. Исусе Христе, ти благодарам за совршениот пример кој ти го остави за секој еден од нас. Да, Господи Боже мој, тогаш во тие моменти кога мислевме дека ти ќе ја земеш власта сега и во овој момент ќе искористиш приликата, ти Господи плачеше затоа што го гледаше вистинскиот проблем. Господи, ти го донесе вистинското решение, Боже мој. Не беше тоа уште еден земен престол, уште еден земен цар, туку беше еден небесен цар, кој Господи го реши вистинскиот проблем на човекот, гревот и смртта. Татко наш небесен, те молам, помогни ни, нека Твојот пример не активира во таа вистинска мисија во која ти не повикуваш сите народи да дознаат за Твојата слобода, за Тебе, Господи Боже мој, да Те следат чекор по чекор и, Господи Боже мој, да живееме како една небесна заедница овде на земјата. Помогни ни, Господи Боже мој, во тој потфат, помогни ни во тој живот во кој ти не повикуваш, благослови не, Боже мој, и прати ни во Светиот Дух да не оснажува. И, Господи Боже мој, како и на првата црква, дај ни ги сите тие дарови кои се потребни за црквата вистински да има плодови на Твоето царство овде на земјата. Се препуштаме во Твоите раце, Господи Боже мој. Амин.